Одиме сега на нашата утринска тема за овој ден. Зборуваме со господјата Елена Мишик, тим лидер во проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Добре ни дојдовте во утринската. Благодариме на поканата. Драго ми е што имаме навистина за што да зборуваме, затоа што голем дел од проектот веќе е реализиран, иако не е крај, има уште планови и веројатно и кога ќе заврши зацртаниот термин, се размислува нели како во иднина да се помогне на овие лица на кои што им е потребно и како да им се олеснат училишните денови, може слободно да кажеме, затоа што генерално проектот е насочен за училиштата, нели? Па би почнал прво вака, бидејќи сте тим лидер, колкав број на луѓе се вклучени, колкав е вашиот тим, се разбира во овој проект Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Ова е еден проект, тригодишен, финансиран од Европската Унија, кој што се спроведува во тесна соработка со Министерството за образование и наука. Нашиот тим се состои од 8 члена од фондацијата Чекор по Чекор и партнерите невладините организации Инклузива од Куманово и Хандима Котетово. Така. Чија беше идејата за проектот? Како ја развивавте? Се разбира, дали успеавте доволно средства да обезбедите за да се реализира оној првичен план? Како и сите проекти на Европската Унија, идеите се развиваат меѓу владата и делегацијата на Европската Унија, во овој случај Министерството за образование, кој што ја осозна потребата за поддршка на процесот на градење на инклузивно образование. Како и секогаш ние аплициравме како тим со наши идеи како треба да се спроведе тоа, бевме успешни на наше големо задоволство, затоа што ни даде можност да се вложиме себе си и да работиме напорно кон остварување на правата на децата со попреченост на квалитетно инклузивно образование. И првенствено на што наидовте, да речеме? Па, ова е во малку првична анализа. Малку пионерски проект заради тоа што обединува неколку чекори кои што се неопходни за да се изгради еден системски пристап. Инклузијата кај нас не е нова, веќе 25 години се обидуваме со пилот проекти, со иницијативи, со собствени заложби на индивидуални училишта, на училишни тимови, меѓутоа како системски чекор, мислам дека ова е еден посеопфатен проект кој што е насочен кон градење на една прифатлива инклузивна средина. Кај нас децата со попреченост традиционално се образоваа во посебните, порано се вика, посебни училишта, со многу мала присутност нивна во редовниот образовен процес од донесувањето на новиот закон за основно образование 2019. Основното образование, односно редовните училишта, стануваат одговорни за образованието на децата со попреченост. Посебните училишта прераснуваат во ресурсни центри. И ова е еден процес кој што е, да речеме, напорен, меѓутоа многу благороден, заради тоа што ние образованието го гледаме како еден првичен чекор, одскок, да речеме една одскочна даска кон градење на инклузивно општество. Се соочивме и со добри и со не толку добри практики, со збунетост, со одредена неволност, ретко каде се соочивме со одбивање. Меѓутоа, Ама имаш и така. Па секогаш има така. Кој е образложението? Образложението најчесто е не сме подготвени. И делумно во право се сите луѓе, меѓутоа ако чекаме да бидеме подготвени, ќе изминат уште многу години, ќе го пропуштиме овој воз не на финансиски прилики, туку на следење и приклучување кон глобалните трендови. Сите држави во светот работат на полето на инклузијата во контекст на социализација на децата и нивно место заслужено во, да речеме, редовните општествени текови, отвореност на општините, отвореност на училиштата и ние нема дилема по кој пат треба да изодиме. Она што е неопходно да се направи е сите да се преиспитаме како индивидуи каде стоиме во однос на тоа прифаќање на оние што се различни од нас. И тоа е една од главните цели на овој проект, да речеме влијание врз јавната свест кон поголема демократичност, отвореност и инклузивност. Од една страна, од друга страна влијание врз професионалната свест на сите чинители во образованието да ја преиспитаат својата улога на носители на образовен процес за сите деца. Тој и нашиот став се разбира олицетворени во нашите меѓународни заложби како држава, дека на секој дете му е место во образовниот процес, каде и како, тоа е веќе индивидуално. Да.
Голем дел од адаптирањето на училиштата опфаќаше обезбедување, адаптирање на тие сензорни соби кои што веќе ги гледаме низ инсерти, подоцна и малку и за игралиштата. Колку самиот објект, колку самите училишта има простор за такви сензорни соби, на какви проблеми наидовте при адаптирање на тие сензорни соби, имаше ли воопшто проблеми и дали сте задоволни од бројката на веќе направени такви? Прво, да немаше проблеми, немаше да има потреба од проект. Второ, да сме задоволни од оно што го направивме, меѓутоа останува уште голем пат да се изоди. Во однос на прашањето дали има и како има простор, секаде е различно. Во принцип, во градските средини, во централните градски средини, многу потешко се наоѓа простор. Затоа што има премногу училишта ни фалат. Нема ни фалат училишта. Ако го погледате бројот на деца во паралелка во градовите, тој е многу поголем. А овде треба да се адаптира простор кој што... Меѓутоа, во помалите места и особено во селските средини, каде што исто така работевме, многу помал е проблемот со просторот. Друго прашање на подготвеноста на просторот. Обично ние се трудевме да не го нарушиме наставниот процес, да се фокусираме на простории кои што се помошни простории, неискористени, многу често магазини, така да состојбата во просториите кои што ги наоѓавме беше навистина незадоволителна. Можеби тоа може и да се види од инсертите. Да, имате пред и потоа, само да појаснам за гледачите. Пред како ги наоѓавме, во овие снимки гледаме како изгледало, а и како е на крај изгледало. Во секоја од просториите, значи 22 сензорни соби вкупно опремивме. Потребна беше помала или поголема интервенција, која што падна, да речам, на плеките, но на големо задоволство на училиштата и тие сами се вклучија. Сите знаеме дека одговорност се гради и со не само лично учество, туку малку и финансиско. И самите родители, јас морам да потенцирам од личен случај, затоа што никој не наидовме на никакви проблеми што се однесува до помагање финансиски, каде што беше потребно. Никаде не ни одбија, не ни рекоа не можеме, не сакаме. Училиштата сами аплицираа за овие грантови, значи се проценија. Сензорните соби ние така ги викаме заради тоа што, иако не одговараат на традиционална рехабилитацијска дефиниција на сензорна соба, туку повеќе служат како ресурсни простори. Меѓутоа, ако го крстите ресурсен простор, никој нема да разбере што сакате да направите. И во кој дел се вклучува оваа сензорна соба за тие дечиња? Ова е една адаптирана верзија на сензорна соба која што е насочена кон обезбедување на една стимулативна средина која што го помага образованието, да речеме, на сите деца. Идеално би било кога пристап до ваква опрема би имале сите деца во училиштата. Можат сите дечиња кои што сакаат ние не сме ексклузивни, апсолутно, ние сметаме дека просторот е заеднички, ако зборуваме за инклузија, таа треба да се случува секаде. Она што се обидовме е во овие наши простори да ги обединиме потребите на училиштата од рехабилитација. Во многу голем број случаи на дечињата за кои што работиме им се потребни вежби за фина моторика, значи имаме едно мало спортско катче каде што вежби може да се изведуваат, потоа имаме едно смирувачко, едно стимулативно катче кое што е насочено кон деца кои што во моментот се чувствуваат или непријатно или многу често се случува да се вознемирани, понекогаш да имаат тантруми. Тоа се оние светлички елементи што ги гледате, темни катчиња, кои што се типично сензорна соба. Меѓутоа, за нас беше многу важно да опремиме едно образовно катче, да го исполниме со дидактички материјали, со манипулативи кои што се исклучително важни. За жал, кај нас во наставата недоволно се користат, меѓу другото и поради недостиг на средства, за полесно совладување на она што им е зададено на децата како образовна цел. Тие се мобилни, служат за совладување на азбуката, за математичките вештини, за запознавање со природата, можат да ги следат децата таму каде што се додат во училница со нив, да се враќаат, можеби да делуваат и како една медиатека на изнајмување на материјали. И ние ова го гледаме како иницијална, да речеме, каписла за понатаму училиштата да го збогатуваат овој фундус на дидактички материјали, на опрема, заради тоа што крај никогаш нема. Она што е многу важно и што е една од критиките на глобално ниво за сензорните соби во училиштата е што тие треба да се градат наменски врз основа на каква потреба имаат децата кои што ги имате вие во вашето училиште. Ако имате деца со аутизам, ви е потребен еден вид на опрема и дидактички материјали. Деца со оштетен слух и така натаму, што значи многу треба да се внимава и да се следи какви се потребите на децата. Веројатно пред да се направат се внимаваше на тоа и се правеше анализа, нели? Нашите сензорни соби беа условени со присуство на нашите стипендисти кои што се инаку стожер на нашиот проект во самото училиште.
Значи училишта со 2 и над наши стипендисти имаа право да аплицираат и кога се градеше идејата за таа сензорна соба конкретно, во соработка со училиштето ние ги анализиравме потребите конкретно на нашите стипендисти, затоа што тоа беше нашата од првичен интерес, меѓутоа понатаму пошироко и за сите деца во училиштето. Да, во контекст на ова, покрај сензорни соби се изградија додуша малку помал број на 10 игралишта, 10 во некој од училиштата, кои што исто така веројатно функцијата е таа и се многу потребни и треба да ги има. Се потребни, нивната намена е повеќе социјализирачка, отколку образовна, иако на часови по физичко може таму да се одржуваат. Имаме 10 игралишта во 9 општини низ Републиката, и во градски и во селски. Те обединуваат опрема која што е исклучително наменета за деца со тежната мобилност, значи имаат едни корпи каде што можат безбедно да седат, меѓутоа и опрема која што помага за развивање на горната или долната мускулатура за лица кои што имаат потешкоти во движењето, се во количка и слично. Ги спомнавте стипендисти, месечни стипендии 470 ученици, ако 474 во текот на проектот, и 4, добро, во меѓувреме. 150 ученици со попреченост кои се запишани во редовни основни училишта добиваат и редовна образовна основна туторска поддршка. За сега, нели се надеваме дека тој број ќе се зголеми. 300 родители за секојдневните предизвици се консултираат. Што значи, ако го анализираме проектот, имаше два тека. Едниот беше соработка и поддршка на училиштата, а другиот соработка и поддршка на семејствата. Стипендиите се најголем дел од проектот и финансиски, и во однос на ангажман, и во однос на своја иновативност, заради тоа што е прв пат да се доделуваат стипендии во ваков облик на деца со попреченост. Согласно предвидените насоки на проектот, се работеше за деца од почетните оделенија, кои што се оваа учебна година од 2 до 4 оделение, што значи, за жал, ние веќе нема да можеме од септември понатаму да обезбедуваме стипендии, но се наменети за покривање на оние дополнителни финансиски поддршки кои што семејствата на деца со попреченост ги имаат. Има некои проценки на светско ниво дека да воспиташ и израснеш дете со попреченост е 4 пати поскапо од што дете со типичен развој. А рековте од септември нема да можете да помагате, се развива некаква идеја, програма, како сето тоа некако да продолжи, може не со толкав интензитет и буџет, но нели врз основа на соработка со општините, може би училиштата и така. Има повеќе правци. Едниот е Министерството за образование и Европската делегација и понатаму продолжуваат да разговараат за можни начини за како да се подкрепи процесот на инклузија. Второ е обврската на општините. Ние имаме веќе 2 општини, инаку можеби треба да се спомене дека нашите стипендисти се од 63 општини на различни, значи проширени низ целата држава. Ние до сите општини испративме една информација дека проектот завршува и дека апелираме до нив да најдат средства. До сега општините Теарци и Штип се заинтересирани и се заложени кон тоа да од септември обезбедат стипендии колку што можат, дали за дел од нашите ученици или можеби за првачињата, меѓутоа се осознава се повеќе потребата за локална вклученост, да не зависиме само од централната држава. Ајде да апелираме малку до општините да излезат во пресред. Ние во текот на проектот соработувавме со општествено одговорни компании кои што беа еден од клучните партнери во градењето на сензорните соби и инклузивните игралишта и гледаме голема отвореност дури и во едни услови на ковид и на една глобална финансиска криза да се подкрепи градењето на една квалитетна образовна средина, која што е отворена за сите. И генерално задоволни ли сте од до кога трае, само да споменам, до 31 август? Да. Ние сме задоволни од она што го гледаме. Успеавте ли да реализирате? Па како што видовте на нашите видеа има големо придвижување. Се зборува на многу на оваа тема. Ние имавме, ова ни е трета кампања, двете ги остварувавме со општествено одговорни медиуми како вашиот за подигање на јавната свест. Гледаме дека се повеќе се зборува за оваа тематика. Сега не сакаме себе си да си ја припишеме заслугата за сето ова. Ние сме сепак еден мал учесник во еден поширок општествен процес, но гледаме дека се повеќе се зголемува бројот на стипендисти, на ученици со попреченост во редовните образованија. Нашата соработка со 2 ресурсни центри, Иднина од Скопје и Маца Овчарова од Велес, ни дава поттик да веруваме дека наставниците и стручните тимови ќе добиваат и поголема стручна поддршка околу што е тоа досега. Меѓутоа гледаме голема промена и во јавната свест и во освестеноста на родителите кои што се поактивно и погласно си ги бараат своите права. И уште нешто, мислев да завршиме, но што се несува до туторската поддршка, има ли доволен број на наставници или за тие дечиња бидејќи е потребно, нели? Во текот на задоволителна ли е бројката однос дете
Оваа туторска поддршка беше наменета за полесно совладување на материјалот. Во текот на спроведувањето на проектот, односно пред самиот негов почеток, се случи пандемијата. Голем дел од децата не беа во состојба да одат физички во школа. Од друга страна, ние донесовме во текот на минатата учебна година законски одредби за задолжително. За колку што е можно повеќе доделување на образовни асистенти во самата настава, што значи дека оваа туторска поддршка веќе се намалува по својата важност, но останува пораката дека на децата со попреченост, вклучени во редовното образование, привремено или целосно им е потребна дополнителна поддршка, особено во градски средини каде што оделенијата се поголеми, каде што товарот на наставничкото време е поголем и секој наставник има помалку. Апсолутно, да бидеме реални, мислам, да не ставаме некои розови очила кои што ќе ни ја прикажуваат идеалната состојба. Меѓутоа, ние сме за тоа да постојат мерки кои што се испробани на свет и кај нас може да се применат исто така, кои што ќе не насочат кон поголема индивидуализација при проценката на потребите. Не на секој дете му треба сензорна соба или асистент. Значи, како што настапуваме во планирањето на образованието, треба да настапуваме и во планирањето на политиките. Така. Па веројатно и школото со тек на време и самите психолози во школото при уписите ќе проценат и заеднички ќе оценат дали е потребно нели дополнително тутор. Процесите на диагностика, рана интервенција и информирање меѓусебно се навистина напреднати и училишните тимови имаат голема поддршка во процесот на класификација, во МКФ, кој што е меѓународна класификација на болести и попреченост. Јас точниот назив него не знам, но се повеќе се градат мрежи за поддршка и да речеме нема да има веќе изговор да наставник рече јас не можам да работам. Она што ние само уште една работа го осознавме дека не постои некоја инклузивна педагогија. Фактички кога ќе се сведе на работата во оделението, секоја квалитетна педагогија е насочена кон индивидуалниот ученик и тоа е чекорот кој што не води кон инклузивно образование. Успеси. Ви благодарам. Ви благодарам за одвоеното време.